Dashur miq, jemi sërish së bashku dhe kam kënaqësinë që në studio të kem dhe farmacistën Biljana Bozhinovska, me të cilën do flasim pak më tepër për rezistencën ndaj antibiotikëve. Vi благодарам, што сте денес дел од нашата емисија, за да зборуваме за антибиотската резистентност, што мислам дека е една честа тема, особено кај фармацевтите. Секако честа тема не само кај фармацевтите, туку кај сите здравствени работници, затоа што сите ние заедно со пациентите се соочуваме со оваа, антибиотска резистенција. Со оваа резистенција, ако може да го кажеме вака. Што всушност значи антибиотска резистентност? Дали телото станува отпорно на некој антибиотик или што е ова? Така, во основа антибиотска резистентност значи дека бактеријата станува отпорна на антибиотикот, односно антибиотикот кој што порано бил делотворен и успевал да уништи бактеријата и бактериската инфекција, веќе нема таква делотворност, односно бактеријата создава отпорност према антибиотикот. И заради тоа секогаш посочуваме дека правилната употреба на антибиотиците се многу важни за да не се доаѓа до ваков тип на антибиотска резистенција на бактериите кон антибиотик. Колку мислите дека во нашето општество во Македонија ние го користиме антибиотикот како прво и најважно решение, како нешто што секогаш сакаме, мислиме дека само со ова ќе може да се реши нашиот моментален проблем? Секогаш мислиме дека антибиотикот е волшебно решение на некоја инфекција, меѓутоа ние почесто, поготово во последните години како здравствени работници, не само фармацевтите, туку лекарите, а веќе се почесто гледам дека постојат и повеќе вакви отворени емисии каде што се зборува токму за антибиотската резистенција, е нешто на кое што повикуваме веќе години наназад, а верувам дека се повеќе пациентите се сведоци дека поранешниот употреба на антибиотикот била многу поделотворна и дека она волшебство дека антибиотикот ќе ни ја реши секоја инфекција, па дури и вирусната, е дефинитивно веќе мит на кој што со текот на годините успеваме и ние да го побиеме и верувам дека ќе ја подигнеме свеста дека за секоја инфекција и бактериски и вирусна антибиотикот не е решение. До кај мислите дека сме ние како општество со ова мислење? Дали мислите дека во нашата земја е некој веќе сериозен проблем антибиотската резистентност и дали треба да се превземат мерки? Не само во нашата земја, туку во целиот свет имаме проблем со антибиотската резистенција, затоа што имаме се повеќе отпорни соеви на антибиотиците, се воспоставени голем број интерхоспитални инфекции на кои што голем дел антибиотици повеќе не делуваат и заради тоа ова не е само проблем во Македонија и во балканските земји, туку и светски проблем. Меѓутоа, она кое што е кај нас, проблемот е се уште честото само лекување од страна на пациентите и многу честото инсистирање кога ќе појдат на лекар да им се припише антибиотската терапија без разлика дали таа е потребна или воопшто не е потребна во третманот. Верувам дека особено во ова време, во моментот кога зборуваме, дека се уште има многу вируси, многу настинки, многу грипови, луѓето мислат дека само со антибиотик ќе им помине. Так. Колку мислите дека се антибиотиците ефективни за настинката и грипот? Грипот или настинката се најчесто вирусни инфекции, а антибиотикот делува само на бактериите. Затоа секогаш велиме дека грипот, важно да се знае. Така, грипот и настинката не се третира со антибиотик, туку секогаш се вели дека за да се земе антибиотска терапија, претходно мораме да имаме соодветен антибиограм, да знаеме за која бактерија станува збор и врз основа на тој антибиограм сепак да го докторот препише антибиотикот кој што е најделотворен врз бактеријата што е присутна кај пациентот. И секогаш потенцираме дека антибиотската терапија не е секогаш и потребна, многу зависи од имунитетот на самиот пациент. Ние сме сведоци дека кон одредена бактерија некои луѓе едноставно се нормална средина животна, кај нив и тие не развиваат никакви симптоми на сметка на некои кога прв пат ќе дојдат во контакт со одредена бактерија, каде што имунитетот е слаб, едноставно истата таа бактерија кај друг човек предизвикува сериозни компликации. Ке зборуваме за различни аспекти од ова што веќе го кажавте, но би сакала да почнеме од антибиограмот. Што е антибиограм?
Антибиограмот ние почесто знаеме дека матичниот лекар вели мора да се земе бриз. Бризот се зема значи од слузницата на носот, грлото, увото, зависно каде е нели лоциран проблемот и се засадува на една култура во која што откако ќе се развие бактеријата се ставаат на повеќе места различни видови на антибиотици. Оној антибиотик кој што е најделотворен, значи создава еден круг на чиста средина без бактерии, што ни е доволен знак дека тој антибиотик, доколку се препише кај пациентот, ќе има ефикасност во третманот. И колку често луѓето варира значи на антибиограмот и сака да го прават во споредба со тоа што ќе кажуваат или на фармацевтот или на матичниот лекар дека ај препиши ми еден антибиотик па ќе помине, не ме замарај сега со бриз ова и она. Се согласувам, меѓутоа постојат и брзи крвни анализи кои што доколку ЦРП-то или одредени нели леукоцити, моноцити се покачени, значи покажуваат дали станува збор за бактериска или вирусна инфекција. Постојат и брзни стрептококни тестови кои што докторите можат, а и во аптеките да се купат да се направат за да можеме да бидеме сигурни дека станува збор за бактериска инфекција. И секогаш велиме дека ќе спомнеме повторно дека бактериската инфекција можеби е присутна, ќе пропратно со благи симптоми и со некои локални препарати, антисептици, ќе успееме да се избориме без антибиотикот, нели да мора да се прими системски и при тоа да се создаваат со текот на времето отпорни соеви на бактерии. Кои мислите дека се најчестите грешки што пациентите ги прават при земање на антибиотик? Најчестите грешки се што антибиотикот не се зема во соодветна доза, не се зема правиот антибиотик што делува на самата бактерија и не се зема доволно долго антибиотикот. Што значи дека многу често пациентите посегнуваат и кон само лекување, антибиотик кој што при претходната терапија не бил допиен и останал во домашни услови, пациентот си го зема, или пак доколку нели го зема, симптомите поминуваат за 2 до 3 дена, тука го прекинува антибиотикот и тука во ова несоодветна должина на третман и третирање со антибиотик дополнително повлекува создавање на вакви отпорни бактериски соеви кои што веќе со тек на време создаваат поголема резистенција и отпорност кон самиот антибиотик. Колку често мислите дека се прави тоа со свое мислење на пациентот, дека некој антибиотик ми делувал пред 2 месеци, ќе го зема пак истиот, пошто нели функционираше еднаш, можеби ќе функционира пак. Така е. Затоа реков се случува многу често, поготово кога антибиотикот е достапен во домашната нели аптека кај пациентите. Секогаш велиме дека можеби ќе дојдат кај матичниот лекар, знаеле дека претходната сезона имале исти компликации, исти инфекција, многу често и по самата симптоматологија веќе и докторите препознаваат, поготово ако станува збор за хроничен пациент, да не заборавиме дека тука си пациентите со хронични обструктивни белодробни болести, кои што особено во овој зимски период каде што имаме и загаденост бактериски и вирусни инфекции, многу често доаѓа до екзацербации и компликации со нивната болест. И дефинитивно секогаш велиме дека понекогаш и да не се направи антибиограма, имаме потреба за брзо делување. Докторите знаат да препишат антибиотик, меѓутоа секогаш велиме тоа е сепак оправдано препишување според нели клиничката слика и здравствената состојба на пациентите. И понекогаш велам дека индивидуалниот пристап е многу важен, бидејќи сите пациенти не можеме да ги ставиме нели на истот лот. Тука зависи историјата на болеста, генетиката што самиот пациент ја носи и велиме дека затоа матичните лекари се оние кои што се основата и столбот во делот на правилната употреба и препишување на антибиотската терапија. Но што ако докторот си го препишал истиот антибиотик, дали може да се користи некој што го земале и останала таму дома? Не, затоа секогаш повикуваме дека само лекувањето е нешто кое што првенствено е на штета на самиот пациент кој посегнува по таков третман. Затоа секогаш велиме советувајте се со вашиот лекар или фармацевт за да знаете не само како правилно да ги користите лековите, туку и дали воопшто ви се потребни да ги употребувате, поготово кога станува збор за ваква антибиотска терапија. Знаеме дека многу се чести и случаите кога ќе има некоја инфекција, ќе прими за некој 2-3 дена антибиотик, но иако докторот и препорачувал да го земе за 7 дена или за 5 дена. Так. Што се случува ако се прекинува оваа терапија по вториот или третиот ден?
Многу чести се такви уринарните инфекции. Тие знаат после 2 до 3 дена симптомите да прекинат и пациентите мислат дека бактеријата е одстранета, да. Меѓутоа се прави уште поголема штета за телото. Зошто? Затоа што со толку кратка терапија не само што не го уништуваме бактеријата или бактериската инфекција, туку напротив создаваме бактерија која што при следниот контакт со тој антибиотик веќе ќе има створено заштитен штит и тој антибиотик веќе е неделотворен. Затоа велиме дека кога ќе се даде антибиотска терапија, треба да се следи не само правилното дозирање, туку и должината на употреба. Ако докторот препорачал да се користи 7 дена, па повторно да се направи контрола, па ако треба да се продолжи терапијата или да се продолжи со одредена уроантисептична или антисептична терапија, дефинитивно треба да се следат тие насоки за да не се ствараат вакви резистентни соеви, па не дај Боже понекогаш и алергиски реакции кон самиот антибиотик. Како може да изгледат некоја алергиска реакција од некој антибиотик? Пошто има и случаи кога некој си примал антибиотик, имал некоја алергиска реакција и не помислил дека може да биде алергиска реакција, туку може да некоја влошување на поранишната состојба. Како треба да се препознава? Имаме различно ниво на алергиска реакција. Имаме алергиска реакција која што е бурна со голем осип, големо ослободување на хистамин, па дури кај некои пациенти анафилактичен шок кој што не можеме нели да не помислиме дека е некоја бурна алергиска реакција. Меѓутоа имаме и алергии кон одредени антибиотици кои што се јавуваат суптилно, со мал осип, чешање, локално црвенило, така да симптоматологијата е многу различна и секогаш велиме кога ќе се јави некој ефект, треба пациентите да се посомневаат дека можеби тоа е еден од несаканите ефекти или можни интеракции на лекот антибиотикот со храната или со некои додатоци кои што пациентите во тој момент го земаат. И вие спомнавте и ние знаеме дека по правило треба антибиотикот да се земе како што ќе рече докторот или фармацевтот. Но што ако еден ден забораваш да го пиеш навреме кога треба? Дали треба двојно дозирање или треба да се прави само скип тој дел од денот каде што сме заборавиле, пошто нели некои се на 12, некои се на 24 часа. Така, што треба да се прави во ваков случај? Многу зависи колку сме заборавиле, бидејќи антибиотици се земаат на точно определено време. Например, ако се земаат еднаш во текот на денот, ако тоа се неколку часа разлика, подобро веднаш да ја земеме дозата. Например, ако сме ја земале дента во 5 часот, веќе следниот ден во 7 часот сваќаме дека сме ја заборавиле дозата, колку што можеме побрзо да ја внесеме заборавената доза и понатаму во следниот ден да се продолжи значи земањето во 19 часот или 7 часот како што сме го земале претходниот ден. Ако терапијата е една 12 часи и премногу долго сме направиле одстапување од времето кога треба терапијата да се земе, например, терапијата треба да се земе во 7 часот навечер, нас не текнува во 12 часот, подобро да ја земеме утринската доза повторно во 7 па да го продолжиме режимот на третирање. Особено кај одредени антибиотици каде што имаме нели многу несакани нус ефекти, се гледа да не се дуплира таа доза, па подобро е да се нели промаши дозата отколку да дојдеме до повисока концентрација која што може да направи други штети во телото кај пациентите. Како може нашето тело да ни покажува нас дека станува резистентен на некој антибиотик? Има ли некои знаци? Антибиотската терапија по правило веќе по 3-тиот ден треба да има самиот антибиотик доволно плазма концентрација во крвта и веќе симптоматологијата на болеста полека да се намалува. Извинете, ќе ве прекинам тука само малку. И значи тоа не е денот дека треба да се прекине антибиотикот. Не, точно не е знак дека ако за 2 до 3 дена ние немаме резултати, треба да ја прекинеме терапијата. Обично симптомите постепено се намалуваат, веќе по 3-тиот ден треба температурата која што најчесто при бактериските инфекции е покачена, постепено да се намалува, пациентот да добива на енергија, потреба за храна, едноставно полека да се воведува во оној нормален режим на живот. Доколку симптомите и после 3-тиот ден не прекинуваат, имаме висока температура, состојбата се влошува, дишењето се влошува, имаме појава на крвави нели екскрети или ако пациентот искашлува, тешко дише, тогаш мора да се побара веднаш лекарска помош и во секој
случај да се помисли дека самиот антибиотик не делува, бидејќи симптоматологијата не се намалува, туку здравствената состојба се влошува кај пациентот. И секогаш велиме тука се дефинитивно потребата да се направи детално исследување, да се види за кој антибиотик станува збор и кој антибиотик за која бактерија станува збор и кој антибиотик на таа бактерија е најделотворен за да се почне соодветната терапија. Би сакала да зборуваме за две различни аспекти на ова што го кажавте. Спомнавте дека една бактерија, значи на една бактерија ќе делува еден антибиотик. И ако гледам дека веќе не делува на ова бактерија, тоа значи дека станувал резистентен. Дали може ова бактерија да се третира со некоја друга фамилија на антибиотик? Секако, затоа рековме, значи не секогаш само еден антибиотик е делотворен на одреден бактериски сој. Доколку се почнала терапијата антибиотска без да се направи антибиограм, веројатноста понекогаш да се сгреши типот на антибиотикот кој што е потребен кај пациентот е голема. Затоа секогаш велиме најсигурна антибиотска терапија е доколку се направи антибиограм. Па доколку имаме помал одговор на антибиотската терапија која што сме ја првично избрале, се оди кон втор тип на антибиотик. И секогаш велиме дека тука мора да ги земеме и другите здравствени состојби кај пациентите. Имаме пациенти кои што имаат диспепсија, односно проблеми со желудникот, дигестивни проблеми каде што имаме помала ресорпција на антибиотикот. Па очекуваме дека и кај овие пациенти нема целата активна супстанца од антибиотикот доволно да се ресорбира и да дојде во циркулацијата каде што ќе го пројави својот ефект. Кај ваквите пациенти многу често се оди кон хоспитализација, интравенозна апликација, односно да антибиотикот директно се внесе во циркулацијата за да можеме да имаме ефикасност во третманот. Тоа не значи дека антибиотикот не делува на бактеријата, тука едноставно не може доволно во доволна концентрација да дојде на местото каде што треба да го пројави својот ефект. И во другата страна, значи другиот аспект, сакав да прашам, овој антибиотик, дали ќе делува на некоја друга бактерија по некое време? Или веќе нашето тело е резистентен на овој вид на антибиотик и нема да делува? Не мора да значи дека ако еднократно сме го употребиле антибиотикот и немало делотворност, дека се со следниот начин на земање на антибиотикот, дека тој не би бил повторно делотворен. Затоа рековме, резистенцијата е нешто што се создава во текот на годините. Имаме пациенти што многу ретко употребувале антибиотици, имаат добар имун одговор и секогаш велиме дека кај овие пациенти е многу поедноставно третирањето на бактериските инфекции, отколку кај некој каде што имаме намален имунитет, често употреба на антибиотици и затоа секогаш апелот на нас како здравствени работници и фармацевти е дека треба да се работи на имунитетот во текот на целата година. Ние помислуваме на нашиот имун одговор кога ќе дојде зимскиот период, кога почнуваат честите вирусни инфекции и она што велиме дека вирусот сам по себе многу често почнува како вирусна инфекција, ама каде што имаме намален имунитет на таа вирусна инфекција знае да се накалем и бактериски инфекции, каде што дефинитивно кога гледаме дека симптомите после 5 до 7 дена третирање со антивирусна терапија немаме резултати, мора да се вклучи одредена антибиотска терапија. Меѓутоа повторно со контрола на матичните лекари и специјалисти кои што ќе одлучат кој антибиотик и во која доза ќе се примени кај овие пациенти. Значи се враќаме пак на почеток кога спомнавме дека треба да се одредат некои работи од почеток, па после да се почне со терапија. Така е, затоа што секогаш избрзаниот начин на третман значи и грешки во третманот на болест. Колку би траела ова резистенција? Дали е доживотна или после некое време може овој антибиотик да делува за ова бактерија? Знаете што најчесто знае да се јави и трајна резистенција, значи отпорност на бактеријата. Ако бактеријата многу често доаѓала во контакт со тој антибиотик, значи одредени бактериски сојви ствараат трајна резистентност или траен штит кон антибиотикот. И затоа е стравот дека голем број инфекции кои што порано сме ги лекували и третирале многу едноставно, сега стануваат инфекции кои што доведуваат до сериозни компликации и повикот и на Светска здравствена организација на сите овие движења за намалување на резистентноста и отпорноста на бактериите кон антибиотиците е токму заради честата и неоправдана употреба на антибиотикот од популацијата. Може да кажеме дека популацијата понекогаш злоупотребува со антибиотиците? Секако. Се доаѓа од несоодветна примена и злоупотреба.
и од страна на здравствените работници и од страна на пациентите. Имаме ли ние денес некоја инфекција што веќе добила резистентност, ако може така кажеме, некоја антибиотска резистентност? Или тоа пак зависи индивидуално? Индивидуално зависи, меѓутоа многу чести се уринарните инфекции, значи кои што многу тешко се третираат, токму ради оној момент што напоменав дека симптомите брзо се отстрануваат, па пациентите своеволно ја прекинуваат многу рано терапијата и се создадени многу често резистентни соеви на бактерии на кои што голем број антибиотици што порано делувале веќе не делуваат. Пнеумококните инфекции кои што особено се многу чести кај пациентите со хронични респираторни болести како што е хроничната обструктивна белодробна болест, и дури некои кожни инфекции, кои што интерхоспитални инфекции, кои што се јавуваат на рани, декубитиси, кои што дефинитивно многу тешко се третираат, особено кај пациентите со дијабетес и хронични болести кои што и многу тешко заздравуваат, затоа што во основа тие се и имунокомпримирачки, односно пациенти кои што имаат намален имунолошки одговор и потешкоти во зарастувањето на таа рана. И кога веќе вака размислуваме, дефинитивно ни е потребно да помислиме на превенцијата, да помислиме на вакцинацијата, која што ни помага поготово во заштита од сезонскиот грип, да помислиме на пнеумококната вакцина која што многу често помага кај пациентите со хронична обструктивна белодробна болест и кај оние кои што често имаат одредени респираторни заболувања, па дури кај пациентите кои што имаат алергиски реакции и поврзани со горно респираторниот систем, значи со кивавица, слузење на носот, чести обструкции, и астмата, меѓу другото. Значи, затоа велиме, вакцинацијата е превенција на кој што ние, фармацевтите и сите здравствени работници, треба почесто да повикуваме, затоа што и тоа е една од превентивата и борбата против антибиотската резистенција. Дали имаме во последно време интересирани луѓе за да се вакцинираат за овие инфекции? Да, имаме се почесто заинтересираност, особено при сезонската вакцинација за грип. Во оваа година фармацевтите преку Сдруженијето на приватни аптеки беа вклучени во апелот и советувањето на пациентите колку значи пред се за нивното здравје и нивната фамилија да се заштитат од сезонскиот грип. И мислам дека оваа година во рекордно време се потрошија вакцините кои што се увезоа, што претходните години, многу години знае и да останат неискористени. И затоа секогаш велиме дека мора сите ние активно да се вклучуваме во промоција на вакцинацијата. Ова е добра вест. Да, секако. Кога зборуваме за пациентите што имаат некоја хронична болест, да која земаат и терапија, како може да делува терапијата што веќе ја користат, ако во меѓувреме треба да земе антибиотик? Секој лек може да направи интеракција со внесениот антибиотик и затоа многу често кога се препишуваат антибиотиците треба да се праша пациентот кога му се издаваат и од страна на фармацевтите што тој пациент зема во хронична терапија. Бараат одредена терапија да биде доволно оддалечена од антибиотската терапија за да се соодветно и антибиотикот и лекот успее да се ресорбира и искористи од страна на телото. И одно што секогаш препорачуваме, паралелно со секоја антибиотска терапија да се внесуваат не само доволно течности, туку и пробиотици и на некој начин сите оние антиоксиданси, витамини, минерали кои што ќе потпомогнат, значи да се одржи природниот имунитет и природната нормална бактериска црева флора, заради тоа што антибиотикот не препознава која е патогена бактерија, а која е нормална, цревна бактерија која што е нормален биом во човечкото тело и затоа велиме дека со самата антибиотска терапија пробиотикот не само со антибиотикот, ус антибиотикот туку треба да се зема најмалку уште месеци на позавршената антибиотска терапија за да направи ревитализација и реобновување на нормалната бактериска флора во цревата и дигестивниот систем на човекот. Треба да се има во предвид некоја посебна диета за време на земање на антибиотик или? Да, треба да се внимава затоа што антибиотиците знаат да направат интеракции со дел од храната, особено со цитрусот, грејпфрутот. Тоа се одреден број типови на антибиотици кои што на пример се метаболираат во самиот црн дроб, па делуваат на одредени ензими и да ја намалат активноста или да ја зголемат активноста на самиот антибиотик, така да во секој упатство за антибиотикот постојат одредени предупредувања тој антибиотик со што не сме да се комбинира во текот на терапија за да се постигне оптималниот ефект.
За ова, колку мислите дека ви ги слушаат пораките и значи пациентите кога земаат антибиотик и вие нормално и препорачувате да зема и пробиотик и сите овие други работи, но особено за пробиотикот. Колку мислите дека го земаат или колку сериозно сваќаат дека е толку важен? Сваќаат заради тоа што сега имаме многу голема информираност на самите пациенти и многу често знаат и доколку некогаш и се изуми да се препорача, самите да побараат дел од нив и пробиотик. Секогаш велам дека сите ние првенствено треба самите да помислиме на своето здравје, нашата информираност, едуцираност, соработка на пациентот со матичниот лекар и со фармацевтот, значи успех во една терапија. И секогаш велиме дека она на кое што ние почесто повикуваме како фармацевти преку Сдруженијето на приватни аптеки, дека мора да постои момент и модул преку мој термин каде што ќе се поврземе со матичниот лекар. Па кога пациентот ќе дојде во аптека, сепак сме најдостапни, па ќе се пожели на одредени несакани ефекти од самата терапија или можни интеракции, или пациентот едноставно одбива да ја земе терапијата, да имаме простор каде побрзо да искомуницираме со матичните лекари и да најдеме соодветно решение и модул за самиот пациент. На тој начин ќе овозможиме и подобра комуникација, и подобра ефикасност и поголема доверба на пациентите во здравствениот систем, затоа што нема да лутаат по шалтирите, ќе дојдеме до брзо едноставно решение, а на крајот од денот здравствените работници постоиме токму тука на ова место за нашата хумана професија, тоа е да дадеме правилно советување кон пациентите. И пациентите да слушат и да прават како што ќе рече докторот и фармацевтот. Така, да ги применуваат нашите совети, се согласувам. Да, што може да се случи од некое подолго време користење на антибиотик? Дали има некои последици? Секако дека има последици. Меѓутоа, секогаш велам дека ние се соочуваме во одредени ситуации со одредени упорни бактериски инфекции кои што одредени специјалисти ги третираат долгорочно со антибиотици. При тоа велиме дека тука и текако потребна таа комуникација, охрабрување на самиот пациент и едноставно следење на пациентот во текот на целосната терапија. Сега велиме дека самиот антибиотик кога се препишува и кога се дава долгорочно, сите ние треба да ги имаме во предвид кои се бенефитите што ги добиваме од антибиотската терапија, кои се несаканите ефекти. И секогаш велиме се е тоа вагање, доколку имаме потреба од тој антибиотик и самото присуство на бактеријата представува поголема опасност и штета за тој пациент, него несаканите ефекти од антибиотикот се оди кон долгорочна терапија. Многу е важно да таа терапија делува кај пациентот, да имаме позитивни резултати, а за да тој пациент се води сигурно низ целиот процес на терапија, повторно ќе кажам, комуникацијата во тој триаколник помеѓу докторот, пациентот и фармацевтот е и tekako потребна. И треба да внимаваме, како што спомнавте и порано, и во нормалната биома на нашиот организам, нели? Така, секако, затоа реков, паралелно со таа терапија одат и одредени суплементации кои што ќе ги намалат несаканите ефекти од самите лекови, а на некој начин ќе помогнат да лекот си го постигне својот максимален ефект. Која би била вашата најважна порака, најважен совет до сите наши гледачи во врска со оваа тема? Така. Како фармацевт само ќе повикам дека во денешно време имаме многу често само лекување. Имаме пациентите употреба на голем број лекови, додатоци во исхрана, што по свое размислување, што по препорака на доктори, специјалисти и фармацевти. Барем еднаш месечно нека се обратат кон својот фармацевт или кон својот матичен лекар да се ревидира таа терапија, да се види што навистина од сето тоа е потребно и секогаш велиме да се придржуваат кон советите кои што ги даваме секако во интерес пред се на нивното здравје. Тоа е најважното. Така е. Ние сме стигнале до нашиот последен дел на нашата емисија, која се вика Прашај го докторот, во овој случај Прашај го фармацевтот. Така е, се согласувам. Нашите гледачи имаат поставено некои прашања за вас, колку што имаме време ќе се потрудиме да ги одговориме на некој од нив. Еден пациент прашува зошто антибиотикот што ми помогна минатата година сега воопшто не делува.
Јас би Верувам дека поставила прашање. ова прашање ви доаѓа често. Да, често ни доаѓа, меѓутоа јас би поставила прашање до пациентот дали пред да го употреби антибиотикот е направен антибиограм и дали претходно е сигурен дека навистина тој антибиотик е потребен за неговата здравствена состојба. Штом не делувал, имаме погрешно поставена терапија. Треба да се обрати кон матичниот лекар. А зашто и делувал минатата година сега? Затоа што минатата година очигледно дека антибиотикот бил соодветен и била самата бактерија осетлива на него, дали е создадена резистенција во текот на една година кон тој антибиотик или пак сега станува збор за друга бактеријска инфекција, повторно прашање кој што треба да сме сигурни откако ќе се направи антибиограм. Ние треба да кажеме една многу важна информација, што не постои само еден вид на бактерии. Значи, има многу видови, па затоа има и многу видови на антибиотици. Се согласувам и она што е многу битно, имаме многу бактерии кои што се во одредена концентрација нормална бактериска флора во човечкото тело, а кога ќе преминат и го зголемат својот титар, преминуваат и во патогени бактерии. И тука е многу битен имунитетот и балансот кој што ние како пациенти, односно како луѓе треба да го создадеме во нашето тело. Затоа спомнавме и за превенцијата порано. Секако. Друго прашање е, имав инфекција и примив 2 различни антибиотици, но болеста се врати. Дали тоа значи дека сум развил резистентност? Да, можно да значи дека е развина резистентност или може да значи дека антибиотската терапија не траела доволно долго за да го постигне својот ефект. Значи некоја грешка тука се правила. Секако е направена. Неколку пати ја прекинав терапијата порано, бидејќи се почувствував подобро. Колку тоа е опасно? Опасно е, претходно споменав токму во моментот дека недоволно долгата терапија со антибиотик ствара резистентни бактериски соеви, што значи дека па дури и можност од алергиски реакции да при следниот днес на истиот антибиотик се јави алергиска реакција кај пациентот. Затоа ве молиме, не ги прекинувајте антибиотските терапии пред време, оноку колку што посоветувал вашиот лекар. Ни да земаат по своје мислење, ни да го прекинуваат. Ни да го прекинуваат пред време. По антибиотик имав силни несакани ефекти, но инфекцијата не помина. Што е правилниот чекор во таква ситуација? Од антибиотикот сме ги добиле само несаканите ефекти, односно промена на цревната флора, намалување на имунитетот. Она што повторно ќе посоветуваме да се направи соодветна крвна анализа, да се земат брисеви за да се определи кој е антибиотик најсоодветен во третман на таа бактерија и повторно да се придржува на пациентот кон препораките колку долго таа терапија треба да ја користи. И наредното прашање, мислам дека често ви го прашуваат. Дали честото земење антибиотици може да го ослаби имунитетот? Јас често се разболувам. Да, секако. Затоа што ние кога ќе земеме антибиотик, имунитетот му велиме отспи малку, има тука кој да се грижи за тебе. Да. Антибиотикот ќе ја заврши својата работа, ама тоа е сосема погрешно, заради тоа што на тој начин ствараме пасивен имунитет кој што не е спремен да се бори, нема со следното навлегување на бактериите и вирусите да биде спремен во прва одбрана да застане против натрапниците. Меѓутоа, затоа секогаш мора да имаме во предвид дека антибиотската терапија го нарушува имунитетот, создава чести бактериски и вирусни инфекции, затоа не е решение при секоја настинка вироза, да се земе антибиотик, туку напротив тоа е грешниот чекор кој што делува на намален имунитет и намален имунолошки одговор. За да може да имаат сакани ефекти, посакувани ефекти, тогаш кога стварно ќе им треба. Ќе им треба, така е. Заради тоа што рековме, честата употреба направи да имаме веќе многу мал број на антибиотици кои што се делотворни. И тие за жал се чуваат исклучиво за тешки хоспитални инфекции на кои што ниту еден друг антибиотик повеќе не делува. Земав антибиотик без да направам бриз или анализа. Дали тоа може да биде причина што не ми помогна? Да, секако одговорот. Тоа е сигурна причина зошто не помогнал антибиотикот. Колку пати годишно е премногу да се зема антибиотик?
Повторно ќе споменам дека тоа е индивидуално. Ние кај дечињата до третата година, кога се формира имунолошкиот одговор, многу често и како фармацевти и докторите советуваат дека се нормални настинките, вирусите, понекогаш и бактериските инфекции. Не секогаш се спремни и педиатрите да дадат веднаш антибиотик, затоа што рековме дека и одредени бактериски инфекции можат дури и локално да се истретираат. Например, во одреден спреј за нос да се стави локално антибиотик кој што тука ќе делува во носната слузница, да се искористат одредени антисептици од типот на прополис, значи кои што локално ќе делуваат во слузницата на грлото. И секогаш велиме подобро да превенираме него да третираме. И што е тоа често? Веќе поготово кај децата до третата година, се што е повеќе од 6 до 7 настинки во текот на денот, а повеќе од 4 до 5 антибиотици, нешто каде што треба да помислиме дека треба да му помогнеме на имунитетот кај детето, односно дали да се довнесе некоја дополнителна суплементација, затоа што во периодот на раст и развој D-витаминот е итекако потребен и тоа мора да го советуваме веќе и на сите луѓе кога ќе дојде во зимските периоди. Во превенција подобро да земаме витаминска суплементација, да го зајакнеме имунолошкиот одговор, затоа што и да дојдеме во контакт со бактериите, вирусите, значи верувате дека симптоматологијата ќе биде многу послаба, а нашиот имун систем ќе биде силен за да се одбрани и не секогаш дека, па дури при бактериски инфекција е потребен антибиотик. Затоа велиме, следете температурата, па дури температура што е 38, немаме потреба да ја семнуваме со таблетките кои што делуваат на повишена температура, дали е тоа ибупрофенот или парацетамолот. Дозволете телото, повишената температура значи дека нашиот имунолошки одговор делува, се труди да се избори со вирусот и бактеријата, а со тоа што ние симптомот го третираме, а не ја третираме причината, не му помагаме на телото. И дали е вистина дека ако некоја терапија се користи за нешто што организмот сам може да го лечи, ако може да го кажеме вака, и при состојба кога стварно ќе ни треба, тогаш нема да делува, пошто веќе е навикнат. Навикнат е, затоа реков, ние го правиме сами нашиот имунолошки одговор пасивен, давајќи му помош од надвор. Значи ние можеме да при тоа речеме земете повеќе витамини, минерали, може суплементацијата тогаш малку да се вклучи во поголеми дози, повеќе течности да се примаат. Меѓутоа, тоа е нешто што дополнително му помага на имунитетот како на некој начин соборец во борбата против бактеријата. А антибиотикот едноставно го става во пасивност и мирување. Одморите, тука сум јас со моите штитови да те бранам. Меѓутоа, таа пасивност на имунитетот доведува до хронични болести и други понатамошни компликации во здравјето кај пациентите. Ние само што го одговоривме и на редното прашање, пошто вика дали постојат случаи кога телото сам може да се избори, а ние прерано посегнуваме по антибиотик. Така е, еве одговорот веќе го дадов. Да. Јас ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија за да зборуваме со ова обширна тема, но да им кажуваме малку и на нашите гледачи дека не треба се да се третира само со антибиотик, туку како секогаш прво треба да работиме на превенција, па после на лекување и ако има некој друг начин да не одиме секогаш со нашиот први избор да биде антибиотикот, пошто може да развиеме антибиотска резистентност, туку први да се трудиме со минерали, со витамини, овие други работи. И затоа секогаш велиме и повекуваме. Имаме голема информираност преку социјалните медиуми, меѓутоа прашајте го вашиот фармацевт и матичен лекар за вистински советување, заради тоа што кога пациентите се задоволни и здрави, ние како здравствени работници се секогаш посрекни и помотивирани да дадеме нешто повеќе за нивното здравје. Ви благодарам многу за сите овие совети и за сите информации. Благодарам за поканата.